Се надевам дека сте подготвени за уште една убава спортска тема која што вечерва најмногу ќе им се допадне на љубителите на тенисот. Одново ви посакувам добро вечер и топло добре дојде во Fairplay, каде што го одбравме еден од најпрестижните спортови за ова издание и ќе зборуваме се разбира за сите убави страни на овој спорт, за големото уживање кога имаме прилика да ги следиме тениските мечеви, но и за тоа колку е тешко и воопшто не е едноставно да бидете на теренот и да ги одмерите силите со својот противник. Верувам дека ќе биде забавно, посакувам да уживате заедно со нас, затоа бидете на телма. Една од болните точки на македонскиот индивидуален спорт и поконкретно тенисот е фактот што ние никој пат не сме имале тенисер кој високо котирал на АТП листата. Додека нашите соседи може да се пофалат со звучни имиња кои се наоѓаат меѓу најдобрите тенисери на светот, ние засега такво име немаме, но се разбира дека имаме тенисерски успеси со кои што сепак можеме засега да се гордееме или да се пофалиме. Мојот денешен гостин е најуспешниот тенисер кој досега го имала Македонија во сениорски категории, па пред да го пречекам во студиото, ние ќе ве подсетиме на кариерата, но и на она што денеска го прави Предраг Русевски, а за него ќе ни раскажат неговиот брат и човекот кој што имал улогата на прв негов тренер. Благодарам, играчите се спремни. Без разлика на тоа каков е резултатот, ако имаш шанса да добиеш макар 1 поен плюс, тогаш се уште имаш и шанса да направиш разлика, а и да победиш. Во тенисот никогаш не престанува борбата за успешен сервис, поен плюс, добиени гемови, сетови и освоен меч, односно трофеј плюс на тениските терени. Приматот во македонската машка сениорска тениска конкуренција се уште го имаат успесите на Предраг Русевски. Гем сет меч Македонија 6-4 6-4 6-4 2-6 4-6 6-4. По завршувањето на кариерата, од 2011 година знаењата им ги пренесува на помладите тенисери во улога на тренер и селектор на јуниорската тениска репрезентација на Македонија. Предраг, кажи ми дали голем дел од твоето време повторно го поминуваш овде? Не само во тренерскиот дел, него и скоро цел живот. Ова ми е како втор дом. Многу време поминувам на тенискиот терен, уште како дете, уште многу помал како нив, како овие дечиња тука што се така да за мене спортот и тенисот представува мој живот и многу сум среќен кога ќе дојдам тука и кога моето знаење го пренесувам на некои нови надлежни млади јуниори. Предраг е македонски тениски ас, роден на 3 август 1983 година во Скопје. Најголемите достигнувања во кариерата ги прави на земјена подлога, а најважна за него е 2008 година кога го запишува и незначајниот успех, пласманот на 242-то место на АТП ранглистата. Првите лекции за овој спорт ги учи во тенискиот клуб Југ. Ние потекнуваме од Мичури. Тоа е во аеродром, општина аеродром на селбата и јас се уште живеам тамо. Предраг се пресели во последно време во Жданец. Иначе цело детство и цела младост ме ја поминале во Мичури. Да, сите пријатели скоро ни се од тука. Школа тука учиме во Владимир Назор. И овој ни е кафичот каде што го поминуваме слободното време почесто. Ти си повозрасен брат, па раскажи ми малку за вашето детство. Дали многу се разликувате, пошто сте карактерно најслични, а пошто можеби бевте најразлични? Па да ти кажам искрено, не сме баш слични карактерно. Јас сум така, мислам дека сум помирен и посталожен, он е малку попргав и по не нервозен, него некако по-агресивен во некои моменти од спортскиот дел која се однесува на играта. Јас сум бил посталожен, можеби и за тоа и сум се откажал, пошто заедно почнавме да тренираме. Ја имав 11-7 години и ја после 4-5 години се откажав, бидејќи се откажав поради едно толку жешко лето што беше, што не можев да издржам веќе да идам на тренинг и реков веќе не одам на тренинг, пошто може да ми се случи нешто. Предраг, мислам дека беше 90-та година кога дојде, значи 8 години имаше, ја бев тогаш млад тренер и беше на вистина голем талент. Беше едно мало пргаво детенце, али талентиран страшно многу и
веднаш се виде дека ако остане во овој спорт дека ќе има успех голем. Беше палаво, интелигентно детенце кое секогаш правеше најмногу бели, али како да кажам, секогаш задачите си ги исполнуваше во целост и отскокнуваше со талентот од доста напите. Порано, кога бил, да речеме, Предраг и помалечак, сигурно сум нели дека често пати патувал и сам, односно со свој тим, да оди во странство на преварување. Со другари, колеги што му се. Добре, сега вие, ако нема пренос, да кажеме, телевизиски, треба да дознаете каков бил резултатот. Нормално. Како беше тоа? Пред 2000-та тоа беше. Тогаш немаше телефони, немаше мобилни телефони, немаше интернет, социјални мрежи, ништо. И ќе ни се јавеше некогаш на фиксниот дома и ќе ни речеше дека утре во 8 саат ќе ни се јави да бидеме на телефон. Но тогаш имаше двојници и ќе мораше да идам ја доле кај комшијата да му кажам во 8 саат да не збори. Затоа што треба да се јави Пецко од Јужна Америка, да речеме од Бразил, го чекаме за да направиме телефонски разговор, што направил, дали победил, дали изгубил, немаш никаква информација, никако. И комшијата беше секогаш примерен на наша страна, да. Тежината на индивидуалните спортови многу често е и повеќе од очигледна на тениските мечеви. Особено оние кои траат долго, кога силата и концентрацијата се потребни и повеќе од 4 или 5 часа, а временските услови дополнително ја тестираат подготвеноста и издржливоста на тенисерите. Спортските гени и талентот ја олеснуваат борбата, но карактерот е оној кој на крајот пресудува. Од кого всушност го наследите вашиот талент, затоа што самиот кажуваш дека и двајцата истовремено почнавте со спорт, па од кого ги влечете тие гени? Па ги влечем и од двајцата родители, и од мајка ми и од татко ми. Татко ми бил фудбалер во ФК Вардар и во младинска репрезентација на Југославија играл. А мајка ми во РК Југ, женски тим, нели, играл во Македонска лига. Југ играл во прва лига. Тогаш во тоа време во Југославија збориме за Југославија, иначе многу спортот бил во тоа време многу по од сега што е. 2007 е годината кога започнал подемот во кариерата на Предраг Русевски, иако ја стартувал на 556-тото место на АТП листата. Истата година, во месец јуни, успеал да биде 300-ти тенисер во светот, за на крајот од годината да биде и на 250-та позиција. На македонската репрезентација и носи забележителни резултати во Дейвис Куп над преварувањето. Беше дел и од познатата успешна тениска двојка заедно со Лазар Магдинчев. Се надпреварувал на голем број челендж и фьючерс турнири, а прв пат на АТП турнир настапил во 2007 година, каде во првото коло бил елиминиран од познатиот Виктор Троицки. Со него немаше нервирање за попорази, него за владење. Имаше моменти кога стварно знаеше да биде, како да кажам, дрзок, да се кара со суди, со тренери, али за победи би кажал дека има многу. Има и големи мечеви што ги има изгубено. Посебно би кажал со Јарко Нијанинен тука на Дейвис Купот, ја беше баш присутен на тоа, еден меч од 5 сета кој ќе се памети сигурно. Долго, да. Кој најмногу се нервирал и бурно реагирал во тие моменти кога Предраг изгуби можеби некој важен меч? Најмногу се нервирала мајка ми, нормално. Она е малце по така, како да кажам, не нервозна личност, него поизбувлива личност. И нези било можеби најтешко и паѓало. Како изгледа тоа? Пример, не знам, ако например, на трибина, да, вика, навива, меѓу поени збори, не можеш да ја кажеш дека не сме да збори наш нов поен. Вика, му кажува што да игра, излези на мрежа или некои такви ситуации. Сугести и Бранка се вика мајка ми и јас мирувам цело време додека она не може, тоа е и од внатре и знаеш сили. Па брат му и родителите му беа голема поддршка сигурно. Имаше и другари од мало таму, не од Мичурин и беа секојаш присутни тука со големо навивање и така. Да имаше такви моменти секојаш. Имал поддршка од публика. Омирен бил, затоа и што знаеш, он и да се напали, да ги дигне сите и така. Предраг Русевски е сопруг на Анита, чија професија е уметноста, односно музиката, и татко на 5-годишниот син Мартин. Освен тенисот, рекреативно се занимава со уште еден спорт. Па мислам дека во последно време нешто сака да скија многу. Не знам зашто. Ова идеално време се прилика. Надвор снег. Беше сега
брзо у Боровец и у Банско, нешто дали хоби му стана или пасија тоа, скијањето му е некоја како не знам како му тоа у последно време, да, порано не скиел. Дали научи подобро да скија, па може би сега го влече поише. Интересира. Добро, мора само кратко да прашаме и за уметноста, со оглед на тоа што неговата сопруга се бави со уметност. Го интересирала ли некогаш таа работа или случајноста што ете во животот сретнал жена која ќе му биде партнера се занимава со уметност? Па ја мислам дека не го интересирало, да ти кажам искрено, не знам, може би го интересирало, може би случајно се нашле уметноста, ама мислам дека уметноста не му е баш некоја страна која што го интересира многу. Има ли за сега некој од помладите генерации кај вас кој што можеби ете ќе го наследи Предраг и Па еве, да кажеме Мартин син му негов. Ја вака од спортска гледна точка, колку што можам да приметам, има брзина, има ген и има таа упорност на Пецко. Сега времето ќе покаже уште е мал 5 години, за година две дали ќе се насочи кон спортот или кон уметноста, дали ќе ја фати нишката или гранката на мајка му, што е да. За сега Македонија се уште немала сериозен успех на престижните АТП тениски турнири. Ниту еден тенисер во сениорска конкуренција до сега не успел да се приближи до светската тениска елита и до важен триумф за трофеј. Имаме ние неколку надежни играчи. Тоа е Калин Ивановски, Берг Бугарич, тоа се млади играчи, 17-18 годишни. Дали ќе го надмине некој, искрено се надевам. Во нив двајца гледам, имаме и Амар Хусеиновиќ, што е уште помлад. Сега да не пропуштам некој, Алек Трифуновски тука беше. Имаме, али јуниорскиот тенис со сениорскиот е голема разликата. Сме имале многу јаки јуниори, во сениорска конкуренција не успеале, да. Така да ќе видиме. Сепак се надевам дека имаме тука 3-4 кои што може да се случи и да го победат. За прв пат во Ферплей вечерва тенисот ќе биде наша тема и чест и задоволство ќе ми биде да разговарам со најуспешниот тенисер кој досега Македонија го имала. Мој вечерашен гостин е Предраг Русевски. Предраг, добре дојде. Како си? Се надевам дека си добар, повели смести се. Во нашиот спортски амбиент овде се надевам ќе ти биде удобно и прво да те прашам како си со оглед на тоа што видовме дека имаш обврски доста. Има ли време и за себе, ама и за тенис, односно твоите ученици? Да, па супер, се осеќам работно, така да овој период ни е зимските припреми веќе се во завршна фаза јануари, наоѓам време и за себе, за вежбање, за хоби, така да мислам еден период мирен од годината кај што сме повеќе во Скопје, нема толку патување и го користиме секое време за своите секојдневни обврски. Да, и за најблиските. Добро, бидејќи пред само една недела, минатиот викенд, заврши Австралија Open, се крена голема прашина годинава, особено за тоа надпреварување и заврши како што заврши. Би рекла ти се допаѓаше веројатно крајот. Ајде чисто само малку коментар за победата на Надал. Па секако можеби ова финале представуваше сите оние црни дамки што се случува околу целиот турнир и организацијата, како ова финале да го извади целиот турнир. Едноставно огромна гледаност, едно феноменално финале во кое еве ја лично како навигач на Надал не верував дека може да се врати после знаеме за неговата борбеност и сено после 2-0 во сетови и релативно еден период кај што не е во тренажен процес, кај што и самиот најавуваше дека не е во одлична форма, но уште еднаш покажа затоа зашто е он, Федерер, Џоковиќ, таму каде што се, на едно многу поголемо ниво од другите. Да, еве накратко ако можеш да ми го објасниш тој момент кога ние гледаме тенис, апсолутно фасцинантно е како дел од тенисерите успеваат од такви ситуации меч топка на противникот да направат тотален пресврт, тоа да трае долго и да дојдат до победа. Што е тоа што во тие моменти кога речици мечот е изгубен, му дава сила на еден тенисер да дојде до толку голем пресврт. Знаеме колку е тоа напорно, меѓутоа што ви поминува низ главата, како човек успева да се врати од толкава негатива? Па сето тоа
големото искуство што го имаме и како спортисти и како светски тенисери во овој случај. Имаат огромно искуство, знаат како да го изменаџираат целиот тој дел, знаат да го изменаџираат адреналинот, својата моментална состојба, знаат многу добро да го менаџираат и да менуваат тактиката во целиот меч и наоѓаат начин и сила едноставно и од публиката, и од самите себе, и од историјата, дека еве веќе 21 титула да може да го заврши мечот во позитивна насока. Не верувам дека тука многу физичката припрема, секако тие се одлично спремни, но во тие моменти на адреналин, на големо искуство акумулирано мечеви, тоа мислам дека е пресуден. Ментална подготвеност, Ментална подготовка, секако тоа е пресуден момент во такви делови. Да, за тебе важи дека ете и го слушнавме, тоа си знал да бидеш избулив, така твојот карактер да го види и публиката, нели? Зашто најчесто се караше со судиите? Што те вадело најмногу од такт на меч? Па не сум имал баш некој многу добар однос реално со судиите, како јуниор зборам, но како сениор веќе е друга приказна, бидејќи во денешно време многу добро знаеме како треба да се однесуваме, гледаме преку најразлични телевизиски канали, преку интернет. Тоа порано кога сум бил како дете го немало, едноставно сме биле многу повеќе така улични настроени од улични игри сме го пренесувале на тенисот, но постепено како сум созревал, сум сватил дека тоа не води никаде. Дури светските тенисери кога биле деца имале некои такви ситуации, така да нормално, со годините го надмина тоа, така, со годините. Да. А добро, еве да речеме сега твоите ученици кога ќе направат нешто такво, имаш разбирање за нив или ги убедуваш или им посочуваш дека не е тоа добро, нели? Кога си ги гледаш истото што ти некој пат си го правил, сега да видиш да го прави некој друг. Секако можам да толерирам до некои рамки, но ако веќе тоа невкусно и неубаво изгледа, нормално тука сум за да го прекинам тоа. Знам да сум доста строг за тие работи, бидејќи дисциплината и посветеноста е многу важна во денешно време. Да, и за да се успее се разбира во секоја, за што и да работиме, така. Сакам да замолам во режијата да погледнеме неколку фотографии каде што ти си всушност заедно со Надал. Мене ме интересира каде и кога биле направени. И дали всушност ти си имал прилика, макар за, не знам, краток разговор и запознавање, или ова е чисто само фотографија на некој начин со твој идол, како ти него фан, и тоа е тоа? Па, по завршувањето на кариерата, сакав да присуствувам на овие големи турнири, иако можеби за несреќа влегов на два Гранд Слема сениорски во квалификациите, но од најразлични причини да не ги именувам, но после тоа, значи после мојата кариера во тренерска, сакав да присуствувам на големите турнири. Тоа се завршниот турнир на Мастерс, завршниот турнир најдобрите 8 во Лондон, Мастерс турнирот во Рим и во Монте Карло. Секако благодарение на тогаш на Борис кој ги имаше правата за тенисот што се пренесуваше во Македонија. Имав влез скоро на секаде во овие турнири. На тие пресконференции, на тренинзи, многу ми беше мило што можам многу поблиску да го осетам тој светски тенис, не само со Надал, него и со сите други. И да ги видиш како се однесуваат, например, си не мора да именуваш, но си видел ли некој да не знам да прави работи кои што не ти се допаднале, да биде арогантен, безобразен и така, или не? Си било. Па можеби за некои имаме погрешна слика кога го гледаме на телевизија, но сум имал можност често да го гледам тоа и од другата страна од публиката, значи во соблекувалните, на пресконференции, на тренинзи затворени, така да за некои играчи да, можеби вака на телевизија изгледаат арогантно, во изјави или со стил на игра, но во живо се сосем различни. Пред да направиме кратка пауза и малку повеќе да позборуваме за твојата улога на тренер, уште сакам да те прашам, има ли нешто за кое што се каеш во твојата кариера? Мислиш ли дека си можел и многу повеќе, но заради разни причини не си успел да имаш и подобар ранкинг или посилни надпреварувања? Па секако, можеби после завршувањето на мојата јуниорска кариера следува еден мал пат во најубавите години, да кажам 19, 20, 27, бидејќи главниот проблем во Македонија е пренесувањето од јуниорски во сениорски тенис, односно тој премин, бидејќи јуниорскиот тенис можам да кажам дека е
многу убав, бидејќи има многу убава дружба меѓу тенисери, машки и девојчиња, убави хотели, убави клубови, све убаво организирано и кога ќе почнеш тој свет на професионализам, веќе влегуваш во една гладиаторска битка каде што е огромна борба, огромна конкуренција. Остануваш сам, бидејќи како индивидуален спорт си сам, заедно со твојот тим. Сето тоа многу кошта. Тој пат од тие Futures турнири Challenger е стварно доста тежок, бидејќи треба да се патува скоро низ целиот свет, да се менаџира одлична програма и можеби тие 2-3 години ми, како да кажам, едноставно немав некоја помош ни од клубот, ни од федерацијата и Можеби биле пресудни за да не нема направив некаков скок, но подоцна се направи една добра атмосфера во Девис купот, така почевме заедно со Лазе, Диме и со другите играчи, се направи супер атмосфера со тогашниот селектор Ице Јанков, да го спомнам, бидејќи он од Германија направи една одлична финансиска конструкција и од тогаш од 2004-2005 почна веќе успесите и во Девис купот и нормално и јас како индивидуалец почнав да правам одлични резултати. Така е, во денешно време твоите знаења ги пренесуваш на помладите. За овој дел се разбира пократката пауза, само и да најавам, Предрага денеска дојде со, да речам, дел од неговото најубаво и најверно друштво. Сето тоа ќе го видите, се разбира доколку останете со нас на Телма. Вие го следите новото издание на Fairplay, а мој вечерашен гостин е најуспешниот тенисер кој Македонија досега го имала, особено во сениорските категории конкуренција, Предраг Русевски. Со него се потсетуваме на убавите моменти од кариерата, но сега веќе работи како тренер со јуниорите, така што сето она кое што го има како знаење и искуство сега го пренесува на нив. Кажав уште на стартот, Македонија се уште нема тенисер кој што е во светската елита или врв. Немало ни таков кој што таму стигнал и се надпреварувал со најдобрите. Како тогаш, ние во идните години би можеле да се надеваме дека ќе создадеме таков човек кој што ќе се најде меѓу најдобрите? Тоа е една болна точка за сите нас, бидејќи реално тенис нема некоја историја во Македонија како спорт, како што правеле други групни спортови, други поединечни кои освојувале и медали на Олимпијада и на светски првенства. Така да, реално ова е еден долг процес. Процес кој треба од сите страни многу повеќе да се вклучиме, односно самите клубови, федерација, родителите да дадат многу повеќе во однос на менаџирање, во однос на организација пред се на домашна сцена, односно моje мислење е да го подигнеме прво квантитетот. Немаме доволно деца, бидејќи без голем квантитет на деца, без голем број на деца не може да избереме ние оние да направиме селекција и едноставно година за година да работиме на нив и дај Боже понатаму да направиме еден топ 100 играч. Еве ти веќе имаш пролиценца со која што однодамна се стекна. Меѓутоа пак ќе кажеме не е само се до лиценцата, апсолутно дека треба да се има. Дали можеби мислиш дека некој надворешен човек кој се надпреварувал во тие кругови или бил тренер на некој таков профил на тенисер би ни помогнал ако своето искуство го донесе во Македонија? Па да, секако ја немам никаков проблем бидејќи кај нас фали едно искуство на тренер бидејќи го немаме достигнато тоа ниво да бидеме во тој свет. Секако во Македонија доаѓале разни експерти, но тоа е се кратко, на недела две да вршат семинари, потоа се некако спласнува. Така да и ние како македонци треба нон-стоп да вложуваме во нашата кариера, во најразлични курсеви, најразлични семинари, така да мислам дека и самите тренери во Македонија не вложуваат доволно во тој свет. Ставени се во една фаза на мирување и секој си го гледа, како да кажам, својот пат во не толку професионален дел на тенисот. Бидејќи јас сум бил професионалец и не можам да се замислам да работам во некој друг правец, бидејќи моја желба е
Некој од твоите ученици те Од надмина? моите ученици и мене ме надмина и дај Боже да биде и многу повеќе. Да, и досега имате успеси со јуниорите кои што ги предводиш и на државно и на меѓународно ниво. Ние запознавме дел од нив. Сакам да ги поздравам сите оние кои што ти се твои ученици и тенисери. Во оваа прилика немавме можност да ги снимиме сите, но ќе видиме еве двајца, една девојка, едно момче, да слушнеме што кажа за тебе каков тренер си. Ајде, одиме прво да ја чуеме Ива. Тренирам 9 цели, сега во септември ќе направам 10 години, скоро 10, да. Околу 2,5 години тренираме. Првиот тренинг ми беше малку страв ми беше од него, ама некако испада многу така релаксирано, што прво мислев дека е построг така, ама има смешки, има интересни работи што си правиме, не е толку строг како што изгледа. Бил играч, има искуство како играч, па во тој аспект, кога доаѓа до турнири, до мечеви, има многу големо знаење, што може да се научи многу. Па во тоа се подобрив и како да се понашам на терен, како да се смирам и така. Најголем совет беше да не се нервирам, да не се кога ќе направам грешка да не се карам, па после да мислам на таа грешка и уште повеќе грешки да правам, туку да се смирам, да размислам каде грешам и да пробам да најдам одговор на прашањето што е. Многу грешки поред, многу глупи грешки уствари. Не. Поинтересно е кога секој навива за различен, па има дискусии. Немам некој милен, ама прошлата сезона многу ми се свигаше Доминик Тим од Австрија. А сега многу ми се свига Алекс де Минор од Австралија, зашто многу ми е смешен и затоа сакам да стигне што подалеку на Австралија Опен. Обично носи да почасти нешто, некој чоколадо, некој благо да си каснеме. Значи не е цифија? Не. Најголем успех ми е државен првак за сениори, а наредно сега ќе има интернационални турнири, па сакам да играм на тие и да стигнам што подалеку. Супер беше да малце потешок од другите, пошто правев малку 2-3 дена пауза и така. Предрак или јас што го викам Пецко и така му е надимак. Да. Па многу кул човек, многу добар тренер. Го веше тренирам околу 2,5 години, од септември 2019 кога дојде. Првен, исто како што каже Ива претходно, првен мислев дека е нека строг, ама после кога се запознававме, после вториот, третиот тренинг беше многу лесно и баш се многу добро, скоро секој мечев доаѓа да ми ги гледа и многу добро си се најдовме. Работевме на мојата техника околу пола година, може и поише од пола година, пошто имав проблем со форхендот. И потоа, после на првиот турнир што отидов, после од кога он ме зема, освоив прво место. И после тоа мислам дека нешто, исто така имав проблем со сервисот, нешто раката нагоре сум ја креол, па правевме некои таму пробни тестови видеа, но пак сега е многу подобар сервисот и така. Па ми вика, идемо дале, нема ништо да ти се деси, ништо посебно. Нема, само ако сум се глупирал или нешто, ако така сум правил, пошто и тоа некогаш има, ама зависи ако некад ќе снемам и кондиција да бидеме реални. Пошто сум имал, еве, например, претходниот ден многу тежок меч и сега следниот ден пак имам некој добар меч. И така, ама инаку секад е онака лесно и ќе кажа ајде идемо дали, и после одма со тренинзи почињаме другиот ден и така. До сега му имам највише земено 4 гема, пошто не ќе да губи, тоа сум го приметил. Не ќе никогаш да губи, секогаш сака да победува.
годинава сакам да изиграм околу 25 интернационални турнири, тоа ми е целта, и плюс македонски уште некои 2-3 државните што се, до 16 и до 18, и да видиме дали ќе можам и до сениори некој добар успех да направам и така. Па да, ја и Пецко сме за истиот тенисер, за Надал сум и ја од кога го знам, кога почнав да тренирам тенис и така. Треба да части, така беше кладбата, кој дека го освои Надал треба да части. Им честитам уште еднаш и Нива и Александар, им посакувам многу успеси во иднина, и двајцата се засега државни прваци во своите категории. Според ова што го видовме, имате супер комуникација, така? Па да, супер комуникација, имам скоро со сите дечиња и со нивните родители, така да тоа е тим. Родителот, тренерот и децата треба да биде тим. Ја користам ова прилика да ги поздравам, и сите други тенисерчиња со кои работам. Имам уште еден државен првак до 12 години, група од 4-5 деца што скоро секојдневно тренирам. Поздрав до сите и се надеваме на многу подобри успеси во 2022. Да. Имаме инаку уште еден мал тенисер тука во студиото, со нас е твојот син. Мартин, здраво! Убаво ти е тука во студиото со нас? Да. Интересно е. А ќе ми кажеш ова до тебе што ова, твој рекет е? Да. Да? Од каде ти е? Па, не знам. Не знаеш, па мама и тато сигурно го купиле, кој друг ќе го купи. Кажи ми, одиш со тато заедно во неговиот балон и неговите терени на тениски? Да. Да? А играш Секогаш. тенис? Па, ќе играш? Ке почнеш? А кажи ми, кога ќе се обидеш да играш, тешко ти е или не ти е тешко? Каде? Кога ќе се обидеш, еве со тато, например, да играте заедно тенис и нешто да ти покаже, мислиш дека е тешко или лесно? Некогаш е тешко, некогаш е лесно, можеби. Па, тешко и лесно. И тешко и лесно. Да. А дома, например, кога гледате тенис на телевизија, ќе ми кажеш за кого навиваш? Кога гледате тенис? За Рафа. О, значи исто како тато што навива за Рафа и ти за Рафа. Да. Вистина? А видовме таму дека тато освен што игра тенис и нешто друго прави, скија. Ти знаеш да скијаш? Да, го видов на телевизорцето малко. Го видовме на малото телевизија. И ти скијаш со него? Па, не скијав, на мене ми учеа да скијав таму. Добро. Добро. Морам уште да прашам, само бидејќи мама се занимава со музика и Предраг, и ти ќе ми потврдиш. Може ли за сега да се каже, Мартин може би повеќе сака музика или повеќе сака спорт? Па мислам дека повеќе е на другата страна, но секако никој не му брани било што да биде, така да. Кошарка? Може и кошарка. Аха, супер, да, на крај, сега за кратко, кога ќе заврши снимањето, ќе играме кошарка. Може, важи, имаме еден убав кош како за тебе, Мартин, нели? Ева го тука позади кошот. Уште за крај да ми кажете, на представи одите ли понекогаш? Мартин, одиш ли некогаш на представи? Кај мама одиме на представи? Одиш некогаш на представи? Да. И убаво е таму? Па, да. Да, интересно е. Ете. Значи, Мартин, тебе блазесите. Малку музика, малку спорт, значи сигурно и убаво. Добро, пред да завршиме емисијата, Предраг, за крај ќе те прашам, со децата работите? Имате ли уште сега зацртани следни предизвици и кои ви се надпреварувањата каде што ќе одите? Па, ја од 2019 година се вратив во Македонија, значи работам Пред тоа во странство, пред тоа нели, работа во странство, да, со најразлични, мислам, професионални играчи јуниорски, патував скоро низ целиот свет. Така да од 2019 со Македонија. Несреќа што се случи ова ковид пандемија, па не може толку да го изменаџираме планот за турнири, но пред се надевам дека овие деца ќе бидат здрави и живи, дека ќе бидат вредни, и со почетокот на сезоната од март и април планираме турнири прво на балконот, доколку овозможат нормално и мерките за патување. Планираме да одиме и на тие европски турнири, на тимски европски турнири и здравје понатаму да направиме многу поголем успех на интернационално ниво. Се надевам, ви посакувам среќа на тебе и на сите оние кои што се твои ученици, и се надевам во следна прилика повторно дека ќе се видиме, дека вака заедно ќе дојдете кај нас во емисија. Благодарам на поканата, супер си поминавме и се најубаво. Гледаме пак. Мартин, убаво ти беше со нас. Да. Ке мафнеш еднаш на нашите гледачи? Ајде, таму на камерата. Чао да кажеш. Се разбира дека јас ќе ви се заблагодарам за тоа што го следевте и ова издание на Fairplay. Секогаш со љубов ги подготвуваме новите теми, така ќе биде и следниот викенд со нови спортови и со нови мотивирачки приказни. Се гледаме следната сабота во 19:15.